пријавени на долгата или кратката трка од 5 километри, штафетата или полумаратонот. Голем број од илјадниците учесници на Скопскиот маратон поминаа невообичаен тест да откријат какви способности имаат во борбата со корупцијата. Ден пред трката, учесниците, но и оние дојдени за поддршка, решаваа квиз со неколку едноставни прашања на тема каков антикорупцијски шампион си. Имаш едно прашање за што ќе направиш ако некој твој другар даде мито за побрзо да добие возачка. И јас на тоа прашање одговорив да му објаснам дека тоа не е добро. Кога ќе се сретнеме со корупција, како би реагирале? Дали ако некој наш пријател е тој што прави корупција, или некој друг, како би постапиле ние во таа ситуација? Дали ќе кажеме на него да му кажеме да не го прави тоа, дека не е коректно, дека тоа се потенцира всушност, се продолжува, се иницира корупција. Во зависност од одговорите, резултатите беа поделени во 3 категории: истражувач, едукатор или мобилизатор. Спаднав дека сум едукатор. Што значи тоа? Тоа значи дека веројатно разбирам добро концептот на корупција, како треба, како не треба и дека сум таа што шири свест и ги едуцира останатите. Што мислите генерално на темава за корупција? Колку реагираат луѓето? За жал, недоволно сметам, меѓутоа се надевам дека со вакви кампањи, со помлади генерации, похрабри, дека сите масовно ќе се охрабриме да ги пријавуваме со надеж дека некој ќе реагира за истите. Реални едукатори. Стигнавме до ниво да можеме да бидеме свесни, да веруваме дека во образованието лежи нешто што треба да се направи. Што мислите генерално за активноста и колку граѓаните треба да реагираат? Ниска е свеста, но треба да биде на некакво поинакво ниво, но за тоа треба доста обуки и информативни центри за да се случат тие промени. Како поминавте на квизот, каков антикорупцијски шампион сте? Ете ги потикнувам другите да не направа такво нешто, во смисла да се внимава, да не се прави корупција. Антикорупцијски мобилизатор пишува тук. Што значи тоа? Па што значи обкружувањето да го поттикнувам да не ги прават тие работи, пошто јас не правам, сакам никој да не прави. Мислам дека треба заедно да бидеме вклучени во иницијативите за антикорупција, бидејќи само со честност и транспарентност би го направиле нашето општество подобро. Ќе ви одземе 2 минути, а ќе биде забавно. И можете да си ги споредите резултатите. На тестот немаше точни и неточни одговори, па за сите кои го решија следуваше подарок. Ви благодариме на вашето учество. Можете да си одберете помеѓу чорапчија како подарок или пак стегач за рака. Активностите беа дел од програмата Граѓаните против корупцијата, која ја спроведуваат неколку граѓански организации со поддршка на USAID. Идејата е да се намали апатијата и да се поттикнат луѓето што повеќе да препознаат и пријавуваат случаи на мито и корупција, вели проектната координаторка Снежана Камиловска-Трповска. На овој начин сакаме да видиме како перед се самите они си се перцепираат, која е најголемата претпоставка за тоа што можеме да очекуваме од граѓаните во иднина во делот на борбата против корупцијата, а и преку еден едукативен начин, забавен, да можат и они да перцепираат што навистина значи борбата против корупцијата. Освен квизот, граѓаните добиваа информации каде може да пријават корупција. Една од алатките за кои се едуцира беше апликацијата Реагирај. Апликацијата сама ги наведува имейл контактите на институциите до кои што ова барање ќе биде доставено. Во моментот на апликацијата се достапни 2 опции: барање за одговорност поради состојбата со пожарите и за тоа како се трошат парите на родителите во училиштата. Граѓаните чувствуваат дека навистина е тешко тие директно да комуницираат со институциите. Ние сакаме да им го олесниме пристапот и затоа ние ги наоѓаме имейл адресите на навистина одговорните лица, го составуваме текстот врз база на тоа што граѓански организации или медиуми го нашле како проблем, го составуваме во форма на барање или за одговорност или за нови правила за подобрување на работата на институциите и им даваме начин, можност на граѓаните всушност да се приклучат во борбата против корупција доколку сметаат дека тоа вреди, да навистина со само неколку кликови да испратат мејл.
Во неделата на денот на маратонот, пунктови за поддршка на тркачите имаше и карван од граѓаните против корупцијата. Едниот, информативен, беше поставен на плоштадот во Скопје, а тимот имаше и своји учесници кои символично ја носеа пораката до целта за финиш без корупција. Да се обидеме на сите можни начини, дури низ овој процес што на многумина им личи како забава и треба да биде, да покажеме дека луѓето стварно треба да застанат заедно против овој општествен проблем број 1. Маратонците ја газеа корупцијата пред Министерството за правда, а вториот пункт за бодрење беше поставен на булеварот 3 македонска бригада во близина на Тутунскиот комбинат. Тука пред нас има фигуративно ја газат корупцијата, им се заблагодаруваме за тоа и мојата лична порака што од сите овие овде напишани ми е, да кажам, најомилена, е да бидат истрајни, да издржат и да не запираат како истрагите за корупцијата. Пораките стигнаа до маратонците. Тие ја истрчаа својата трка и некој побрзо, а некој побавно успеаја да дојдат до целта.